Денес е Петровден, ден кога Галичник живее со сета енергија. Денес, а особено во минатото, кога галичката свадба била токму на Петровден, без разлика на тоа кој ден се паѓало. Според некои податоци, во 1953 година на Петровден се одржале 42 свадби. Идејата за манифестацијата Галичка свадба се појавила во 1963-та, но по второто издание во 64-та таа прекинала поради малиот број на посетители. Причината била земјаниот пат по кој можело да се движат само пеш или со коњи. По изградбата на асфалтниот пат се продолжила и манифестацијата Галичка свадба. Галичката свадба се одржува во првата недела после Петровден, односно на 15 и 16 месецов, кога е и 44-тото издание на Галичката свадба, а судбоносното да ќе го кажат Тања Чаловска и Бошко Лепчевски. Оваа година во однос на изборот на зетот и невестата имавме лесна околност, затоа што како што и Јана и Иван и двајцата се по потекло од Галичник, така и Бошко и Тања се по потекло од Галичник, така да годинава имавме чиста ситуација, немавме конкуренција и изборот го решивме без оглас кој вообичаено постои како оглас предходните години. Месната заедница како организатор најсреќна е кога ќе има кандидат за Галичка свадба по потекло од Галичник, не само по потекло од Галичник, туку да биде активен во Галичник, активен во случувањата, при самата организација, при самото учество во свадбата, да потекнува од семејство кое сепак има некој авторитет во Галичник, затоа што потоа сета организација, сета поддршка оди многу полесно кога имаме ние поддршка и од самите мештани. Ке се вршат обредите на земањето на невестата, како пристигнувањето на стројниците, предавање на бајракот, дарување на зетот и невестата од страна на свекрвата, пошто ќе се носи невестата во домот на младоженецот, каде свекрвата ја дочекува со жито, погача и со вино. Со своите обичаи почнува во година во сабота на 15 јули, со редење на бајракот, со фрлање на три пушки, со пречекот на мајовците, на зурлите и топаните. Импресивен е обичајот кога момата се води на три чешми, кога сватовите со борина во рака, со факели, ја водат момата на три чешми, потоа забавата продолжува до доцна во ноќта како една општонародна веселба. Официјалниот дел продолжува са бајлето во недела со канење на мртвите и најбитен елемент во неделата ќе биде и венчавката на младите во оној прекрасен црковен храм што го имаме во Галичник, апостоли Свети Петар и Павле. Годинава ја прошируваме забавата и во петокот, на 14-ти, има рок-н-рол забава. На забавата учествува група Укален, која ќе има свој деби настап, составена од музичари галичани. После полноќ свој настап ќе има, мислам дека е најпопуларниот кавер бенд што го има во Скопје, Бендов. Свадбата завршува со испраќањето на виртуозите на зурлата и тапонот, дебарската група Трио Миовци, кои како и секоја година составаат весела свадбарска атмосфера, која може да се доживее само во Галичник.